Tačno ke ja sakam, kosa ja svoja, skopi kaže mi. Со цел промоција на уметноста, културната размена и поддршка на локалниот културен живот, во Љубанци официјално започна 16-тото издание на меѓународната ликовна колонија Љубанци 2026, која традиционално се одржува под покровителство на општина Бутал. Оваа културна манифестација и годинава собра ликовни уметници од земјата и регионот. На колонијата учествуваат вкупно 15 автори од Македонија, како и гости од Бугарија и Србија, кои во наредните 7 дена ќе создаваат дела инспирирани од природата, традицијата и современите уметнички изрази. Покрај професионалните уметници, овогодинешното издание доби и дополнителна едукативна и општествена димензија, преку вклучување на ученици од основните училишта во општината. На 40 ученици имаат можност да учествуваат во заедничко сликање со уметниците, стекнувајќи директно искуство и запознавајќи се со процесот на создавање ликовна уметност. Градоначалникот на општината Дарко Костовски информираше дека сите дела, создадени во рамки на годинашната колонија, ќе бидат донирани од страна на општината, со што ќе се овозможи нивна поширока културна и јавна употреба. Нагласи дека Бутал целосно финансиски ја поддржува реализацијата на настанот, посочи дека вложувањето во културата останува една од важните определби на локалната самоуправа. Меѓународната ликовна колонија Љубанци низ годините прерасна во препознатлива културна манифестација, која ги поврзува уметниците, младите и локалната заедница, создавајќи простор за размена на идеи и афирмација на уметноста. Општина Илинден продолжува со активности за унапредување на јавната инфраструктура и создавање поквалитетни услови за живот на граѓаните преку обнова на детските игралишта, поставување нова урбана опрема и подобрување на јавните простори низ повеќе населени места. Од општината информираат дека во изминатиот период била реализирана замена и обнова на дел од реквизитите на постојните детски игралишта со цел обезбедување побезбедни и поквалитетни услови за игра и рекреација на најмладите жители во општината. Во населеното место Кадино, на детското игралиште кај Домот на културата поставени се нови содржини, меѓу кои лулашки, лизгалки и 2 детски фигури. Дополнително на игралиштето кое се наоѓа помеѓу улиците 525 и 500, поставени се нова лизгалка, лулашка и клацкалка. Просторот е дополнет со 2 нови клупи и корпи за отпадоци. Интервенции се реализирани на детското игралиште долж пешачката патека Марино Кадино, каде е извршено бетонирање на просторот. Поставени се нови лулашки и фигури со што дополнително се подобрува изгледот и употребливоста на просторот. Во населеното место Илинден на игралиштето на улицата 30 поставени се исто така нови реквизити. Покрај обновата на детските содржини во рамки на тековните активности поставена и нова автобуска постојка во населеното место Кадино. Градоначалникот на општината Александар Георгиевски упати апел до граѓаните за поголема грижа и одговорност кон јавната инфраструктура и урбаната опрема. Од општината посочија дека зачувувањето на јавните добра е заедничка обврска и важен предуслов за создавање уредена, модерна и функционална локална заедница. Градоначалникот на општина Аеродром Дејан Митевски денеска изврши увид во тековните градежни активности на улицата Симеон Кавракиров во населбата Мичурин, каде што во моментов се реализира асфалтирање на коловозот како дел од пошироката реконструкција на оваа сообраќајница. Станува збор за улица со должина од 485 метри, која представува значајна сообраќајна врска за жителите на овој дел од општината и секојдневно ја користат голем број на граѓани. Според информациите од општина Аеродром, реконструкцијата опфаќа целосно обновување на коловозната и пешачката инфраструктура. Во рамки на проектот се поставуваат 3950 квадратни метри нов асфалт и 2305 квадратни метри нови тротоари изработени со бекатон плочки. Дополнително предвидена е и поставеност на нови ниски рабници со цел подобрување на безбедноста, пристапноста и функционалноста на јавниот простор. Вкупната вредност на инвестицијата изнесува 22 милиони 630 илјади динари. Од локалната самоуправа посочуваат дека проектот е дел од пошироките активности за модернизација на инфраструктурата во општината. Продолжуваме со реализација на значајни инфраструктурни проекти во општина Аеродром Бела Тотамо. Додаваат дека и во наредниот период ќе продолжат со интензивно темпо на реализација на ваквите зафати насочени кон создавање модерна и уредена урбана средина. Во текот на изминатата седмица тимовите на јавното претпријатие Лајка реализираа теренски активности на повеќе локации низ Скопје со цел контрола на популацијата на бездомни кучиња и спроведување на мерки за нивен хуман третман.
Од претпријатието информираа дека активностите биле насочени кон заловување, третман и понатамошна грижа за кучињата скитници, согласно воспоставените процедури за заштита на животните и управување со популацијата на бездомни кучиња во урбаните средини. Теренските активности биле реализирани на подрачјето на повеќе скопски општини, меѓу кои Ѓорче Петров, Аеродром, Карпош, Шутово, Ризари, како и во неколку населени места и населби: Волково, Даме Груев, Керамидница, Тенеке Мало, Инџиково, Драчево, Јурумлери и Автокоманда. Од јавното претпријатие Лајка посочуваат дека ваквите активности се дел од редовните оперативни планови, насочени кон одржување на рамнотежа помеѓу заштитата на животните и обезбедувањето поголема безбедност за граѓаните. Од претпријатието упатија повик до граѓаните активно да соработуваат и навремено да пријавуваат кучиња кои немаат ушна маркица, со цел институциите поефикасно да реагираат и да обезбедат соодветен третман на животните. Лајка најавува дека и во наредниот период ќе продолжи со редовни активности на терен во различни делови од градот во насока на одржливо и хумано управување со бездомните кучиња. Кејот на реката Вардар, кој представува едно од најпосетените и најкористени места за рекреација, прошетка и спортски активности во Скопје, добива нова урбана опрема, како дел од активностите на град Скопје за подобрување на јавните простори. Градоначалникот на град Скопје Орце Ѓоргиевски информираше дека во тек е поставување нови клупи и корпи за отпадоци долж кејот, со цел просторот да стане пофункционален, почист и попријатен за граѓаните, кои секојдневно го користат. Според градските власти, интервенцијата е реализирана како одговор на барањата и потребите на жителите, кои редовно престојуваат во оваа локација. Подолг период укажувале на потребите од дополнително уредување и подобрување на урбаната опрема. Ова беше барање на голем број жители кои секојдневно го користат просторот. Наша обврска е да одговориме со дела, истакна Ѓоргиевски. Покрај поставувањето на новите содржини од град Скопје посочуваат дека продолжуваат и редовните активности за одржување на кејот. Паралелно со овие активности во тек и акција за чистење на коритото на реката Вардар на територијата на градот, што представува дел од пошироките напори за подобрување на јавната хигиена и зачувување на животната средина. Според градоначалникот, крајната цел е создавање поквалитетни јавни простори, кои ќе овозможат подобро секојдневие и поголем комфор за сите граѓани. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расте сни.